Nie zagraczami lub mało zamiastami za zwiroczenia. Takie wygraniczenie lub tak не знам къде е проблемът. Ево я давам един предлог, след видео седмица, да се дискутира за комунална инфраструктура и за финанси, да правим седмична координация договора да попълнение. Честен срок. И да почистиме нека работа. Да не ги тресиме работите драги. Не навистина. Някой ще може би нас нещо ќе ги излезе от контрола да бъде в текста. Оно ще ясно изпишаме той, що вас ќе ги излезе. Господин Обрачиевски 3 пъти стана, че 3 пъти реплика имаше 60 милиони, никой не ме говори за 60 милиони. Господин Предвезановски иска така накрая да изпълня 60 милиони, дайте да ги изкористим. Господин Милошевски вика, планираните ставки не се потроши, да ги пренасочуваме средствата. И той предпоставям дека в комуналната сфера мисли дека се пренасочили средства. Значи, стварно не ми е ясно. Три биланс на разходи. Отворете ги материалите и видите стои следно. Купните разходи са следни. Нас не интересира ставката 482. 482 е точно ни интересира. Какво? Тук са улици, пътища, водовод, канализация, осветлуване. Това е нели комунална инфраструктура. Основният бюджет е сгорен за 15 милиона. За 15. За който как ги няма да 60? Юта, тук, легува и разходите от кредит. Имахме предвидено 119 милиона. Паднахме на 89 милиона. Паднахме. Значи само 20 милиони користимо. И сега, ако вземем дека за 15 милиони сме позволени средствата за обличане и изпитова и улици, а при това за 89 милиони сме изкратили средствата за изградба на инфраструктура уважавани, чисто, да се сложи чисто, така са улици. И то огромна инвестиция, която ще не притиска за тужби. Купни от Майя за комунална инфраструктура в община Битол. Майя не е више от 60 милиона. Е 71 милион дена. Люди Божи, зато го правим ли ние ребаланс? От и повече нямаме на разполагане 119 милиони от кредитот. Не затоа што имаме вишок на приходи, па не ни треба задължувањето, туку затоа што имаме незадоволителна динамика на извршување на активностите на терен. Затоа го правим. Приходите од редов во основниот бюджет се намали. Ајде го намалихме задължувањето заради незадоволителната динамика. Вкупниот пат на извърните приходи на приходите во основниот бюджет се следни. Данъчните се паднати с 17 милиона. Неданъчните за 15 милиона. Капиталните за 1 милион. Плюс и кредитот го нема. Рачунете колко имаме по-малко приход. И плюс дека честните речи, ние имаме допълнителни 60 милиони за комунална инфраструктура. Оно што Качиевски не го разбери, мене ми е, макар што тука не е колежка Трапезановска да му го обясни, и што тој предпоставува, че имаш една единствена програма, која се извлекол бројка. Че ние имаме, како што можете да видите, 15 на 20 на програми, во кои што се третира 482 ставката изградба на други обекти и комунална инфраструктура. Тој е взел само од едната програма на Совет, во која што имаме зголемување за комунална инфраструктура од 138 на 204. Зголемувањето за негова информација не е 60 милиони, 6 милиони. Ама по сите други програми,
където исто така се третира комуналната инфраструктура, имаме значителен. Еве ни збројки. Програма ЕА, капитални трошоци на општината, реконструкција со два града на Црн мост. Од 1,25 милиони на 0 дена. Во ред, не е требало да е предвидимо. Урбанистичко планирање. Од 10,7 на 5,7. Него ги речи, тоа не е комунална инфраструктура. Напротив, тоа е и тоа како комунална инфраструктура. За јас, во ново изградените делови од градот, па и во постојни, реализирам одредена комунална инфраструктура. Нормално дека треба да извршам промени на деталните урбанистички планови и на генералните урбанистички планови. Каков парадокс. Носењето на генералниот урбанистички план нас ни казва точно 7 години. Поделението го формиравме за да не даваме пари настрана за генералниот урбанистички план. И на крајот, средствата што сме ги предвидили меѓу другото, за голем дел да работат на генералниот урбанистички план од 10,7 го намалуваме на 5,7 милиони денари, што значи дека за половина ќе реализираат помалку активности од планираните. Понатаму. Пак имаме 4 милиони, 3,7 за изграда на монтажни обекти во рурални подрачја. Г1. Подрачка на локален економски развој. Исто, тука се работи за подготовка на проекти за улици, мостови, канализација, водопреносни мрежи и така натаму. Падот е од 39 милиони на 37,5 милиони. Оно што мине посебно ме загрижува, што се потрошени само 37% од тие што претходно беа предвидени. А бидејќи се движиме до третен квартал, под 60% се би било неуспех. Програма ИА за изградба и реконструкција на локални улици и патишта. Од 55,8 милиони падоте на 52,8 или 3 милиони реализација моментално само 38%. Тука во најголем дел влегува ИАДЗ и изграда на улици и патишта во Арама, која е реализирана оваа година до сега со само 22%. Односно 37 милиони реализирани се само 8,5 милиони дана. Програма ИАГ, изградба на системи за водоснабдување. Ребалансот биде од 6,4 милиони и ги намалиме на 5,5 милиони. Исто и ова се однесува на Арама, каде што моменталната реализација е исто така само 40%. Изградба на фекална и атмосферска канализација, програмата ЈИ, повторно се однесува на Арама, и таму имаме пат од 45,5 милиони на само 16 милиони. Не, затоа што ви ќе рековме, имаме незадоволителна динамика на реализација. Значи, ништо не е од тоа направено. Затоа и не го земаме цел кредит. Не можеме да го земеме, за да познаеш ти. Не мога да се јави. Знаеш дека не можеме од натини ни ги дават куп пари, па накрај како Не се будави кој ќе ви даде куп пари. Зановска ви покрепите една реченица, овој буџет е показател на доброто планирање. Значи, од една страна е резултат на доброто планирање, од друга страна ми викате, знаете, Златко, не можеме да ги потрошиме парите. А зошто сме ги планирале 109 милиони? Тоа е добро планирање? Ако не сме знаеле, значи не знаеме да изпланираме и затоа на крајот го правиме ребаланс. Ова веќе за спортот го кажавме. За
екологски проекти. Дали знаете, що бягува по екологски проект до сега? Аз ще ви кажа. Изграда канализационна мрежа. Най-дално дека тоа нема доказни точки со екологијата, има доказни точки сигурност со заградувањето на земјиштето и така натаму. Меѓутоа, не е во ред да обмануваме јавноста дека со овие коригувања на 3-4 милиони ние ќе подобриме квалитетот на амбиенталното лагевезене. Ниту правиме нешто со создавувањето на фосилните горива, ниту енергетски ефикасни објекти градиме, ништо. Пред неколку дења бил во Скопје, Каргош, програми на зградите, почнал да му става дополнителни изолации. Това е веќе намалување на загадување. Зашто? Затоа што топлификација нормално многу помалку фосилни горива ги троши и нема да се загадува. Кај не се нема таква работа? Нема капитални инвестиции од тој обем. Еден ден ки има, да. Она што не зачуди колешка трапезановска, што вие рековте, инфраструктурата ни е слаба точка. Сад не знам колку луѓе во оваа просторија се сеќаваат на предизборната кампања 2013 година, а и после предизборната, кога победи Талевски, од оваа говорница рече, повтори ветувањето, на крајот од овој мандат нема да имаме нерешено инфраструктурно прашање во Битола. Јас лично ги побарам записниците и ќе видиме дали навистина тоа го рече. А сега, на крајот од неговиот мандат, затоа што предишната сезона завршува, неговиот мандат завршува во март, крај на казната, вие ми исполнувате Солунска, Димитар Влахов, Димитар Ровер, Владимир Назор и така натаму и така натаму и така натаму. Која да ще сега? Што би случаја во која горе толкова? Или више во предизборна и последизборна говори? Колешката Ковачевич набројуваше улици исто така, како и другите колеги. Знаете што? Ви стојам на располагање да извршиме една компаративна анализа. Имам дома материјалите од улиците кои што се асфалтирани до 2004 година. Некаде на број од 20 до 30. Немојте ми замерите По должината. Одавна ги немам гледано тие материјали. Значи, нивниот обем, должина и ширина, јас ви гарантирам дека и тоа како споредлив зона што општина Битола ги има направено во Битола, нема скала да ги споменам, ти кажам нешто, ги има направено во општина Битола во период на 2060 година. Ви стојам на располагање. Јас самиот ја направам анализа, кој не верува ќе ми дадат оригиналните документи да си правим. А знаете ли колку беше буџетот на општината тогаш? 2,8 милиони евра. Знаете колку е буџетот на општина Битола, основниот буџет, да нема забавна, без намесните дотации, сега. Скоро 12 милиони евра. Фрапантна разлика од над 9 милиони евра ево прашање. Одмah ги тргам на страна улиците, парчињата, собрединиците, како сакате наречете ги, до руралните средини во руралните средини, затоа што сами ги казната едно проблем. Она што морам да го признам, дека во низа рурални средини се изградени пристапни патишта до нив, асфалтирани и улиците во самите патишта. Меѓутоа, советниците од овој состав не знаат дека во претходниот состав ние имавме прифатено позајмица од владата, прво, преку земен кредит од Светска банка во износ од 1,8 милиони евра за изградба на инфраструктура во руралните средини, а потоа и на дополнителни 1,2 милиони евра
од Европската инвестициона банка повторно за истата намера. Значи, да не се чукаме во гради со тоа што е направено со позајмици. Арнал, тешки ќе рече. Сите позајмици што ги зедовте да беа потрошени на инфраструктура. Јас првиот ќе речем, дајте собствена акумулација, да искористиме, дајте со нив да градиме. Меѓутоа, ако нема пари, јас да сум глас, ќе земам кредит поволен и ќе градам инфраструктурата, затоа што тоа е она моторна сила која што треба да движи економијата напред. И тоа за жал не е така. Скопје 2014 нема врска со тоа. И сите други работи. Нема врска со тоа што ни тоа го зборав на мината седмица што од 2005 година јавниот дол беше 1,8 милиарди евра, а сега 4,5 милиарди. Премногу пари се позајмени, премалку тие позајмени пари завршиле на право место. Апелот, овие средства завршиле на право место. И тоа е капка во море, верувајте. Да, тоа е и одговор на конституцијата неизина на Советската долговозаноска дека економијата е на дното заради проблемите со јазиците помеѓу езиките. Значи, одговор на ова неизина тврдење е токму ова што го кажу. Не на менското трошење на позајмените средства и трупањето на јавниот долг. Не го плашиме ние народот дека ќе нема утре плати, нема пари и дека ќе нема пенсии. Стварно ние не го плашиме. Видете, тој што е писмен, а писмени сме нели 99%, може по медиумите и во интернет, и на интернет, да прочита, например, дека пензискиот фонд е далеко од самоодржливост. Значи го регулираме нормална држава. Пензиите се изплаќаат од пензиските фондови. Независно дали се работи со државни или за приватни. Кај нас не се работи за случај кај да ова година ќе најде во пензискиот фонд 10 милиони евра или 20, што би било прифатливо. Се работи за пракса, која што продолжува од година во година и сумата на non-stop се зголемува. Да стигнеме на ниво од купниот буџет од 3,3 милиарди евра, дури 500 милиони евра да исплаќаме пенсии. Јас да сум пензионер или да сум близко до пенсија, многу би се уплашам. Не сум пензионер, имам уште 20 на години до пенсија, Боже здравје, уште повеќе се уплашам. Стварно не знам што ги се случи ми ги да додаш. Каква пенсија, какви бакрачи. Изгледа сите ние во ова најголем дел во ова просторија ќе треба да работиме до 80 години, оти ќе ни биде страв што ќе добиваме како пенсија. И дали ќе добиваме. Би благо